Она што јас би сакала да прашам е дали третманот е безбеден во случај нели кога го работи подготвено лице, лице што ги поминало сите обуки и така натаму, дали се можни во тој случај одредени компликации и те да постои кожа што едноставно не поднесува лазерски третман? Значи постојат типови на кожа или некои заболувања каде е забрането користење на било кој лазер. Понатамо состојби, некои видови на лекови се забранети за користење на лазери исто и така и за сонце во летните периоди. Иначе, ако се мисли на безбедносните заштити при работа, производителот не обезбедил со наочари кои не го пропуштаат лазерскиот зрак за лекарот што работи, а додека за пациентот имаме наочари кои се потполно заштитени со метална бариера. Така, значи ризици од третманот не постојат доколку го работи подготвено лице, подготвено лице со големо искуство не постои. Така, некад имам прочитано и слушнато дека за да се преднели кожата треба да биде подготвена за ваков третман на тој начин што ќе биде нема подолго време да има депилација на кожата. Каква треба да биде подготовката? Значи, подготовката за лазерски третман се состои во тоа што е забрането последните 3 недели, 2 до 3 недели да се оди на депилација со восок. Зошто? Бидејќи лазерот кога поминува чита кај коренот на влакното и го гори коренот на влакното. Вие со депилацијата го осранувате комплет влакното со коренот и лазерот нема каде да ја усмери енергијата за да го анулира растот на влакна. Дали што подолго време не бил пациентот подлежен под депилација или не со восок, тоа ќе биде поуспешна? Доволни се 3 недели. Вие знаете, сме имале пациенти кои со некој хормонален дисбаланс кои се, да речеме, ги отстранувале влакната и 2 пати дневно. Значи 2 пати дневно. Се замислете, добро, со брич или со депил крема, иначе на недела дена со депилација. Колку време трае третманот? Значи, за среќа, со развој на технологијата, поновите лазери од 2013 година се обезбедени со многу брзи репетирачки излегување на лазерскиот зрак од самата глава. Јас можам да ви покажам и да видите, да речеме, како изгледа брзината на работење. Ја заштитуваме пациентката. Се нанесува гел на саканата регија на која работиме. Во малечка количина, минимално гелот служи за подобар контакт на сафирната глава од лазерот и чисто да може да клизи по површината на кожата. Се стават заштитните наочари како за вас, така и за докторот кој работи и започнува. Се работи, значи, со оваа површина, оваа ја лади. Значи, прво ја ладиме површината и започнуваме. Неколку репетирани вакви нанесувања на лазерот во меѓувреме, после секое поминување со лазерот, би требало, ради комфорт на пациентот, малце да се олади површината на кожата. Сега, дали овој период во годината е добар да се направи ваков третман? Дали има врска климатските услови, временските прилики? Дали може летно време, зимно време, дали штети ладното на кожата? Убаво прашање. Подобро е да се избегнува да се работат
големи регии во периоди кога пациентот планира да иде на плажа. Значи, или кога е дојден од плажа, бидејќи со хиперпигментацијата на кожата, значи добивање на боја при сончење, лазерскиот зрак потешко продира низ темна кожа. Значи ја абсорбира јачината на лазерскиот зрак и помал дел поминува до саканата регија, до коренот на влакното. Иначе со овој лазер е безбедно да се работи било кој период на годината. Така, што по третманот? Како треба да се негува кожата? Дали можеби треба да следат по овој третман и некои други со кои би се негувала кожата? По овој третман, освен многу благо црвенило, кое трае неколку минути, може сами да забележите, кое трае неколку минути, нанесуваме лосјон витамински и пациентот е слободен. Така, значи период на опоравување не постои за разлика од другите третмани. Еве за крај би сакала разговорот да го завршиме со тој да направиме еден вовед за она што ќе го гледаат нашите гледачи наредната недела, зашто друго може да се користи овој лазер освен за лазерска епилација? Освен за лазерска епилација, многу често го користиме за хиперпигментација, значи за избелување на лицето, одредени делови од телото. Понатамо го користиме за рејувенација. Значи има посебен мод каде се користи за подмладување. Значи со навлегување на лазерскиот зрак во површината на кожата го грее колагенот и да ствара нов неоколаген за антиејджинг третмани. И заборев да ви кажам, многу важно, со новата глава ќе работиме и капилари на долните екстремитети, најчесто кај жените, долните до дебелина од 2 мм. Так, многу ви благодарам на одвоеното време. Благодарам. Поздрав до гледачите. Зачувајте ги ноктите во зима. Посветувајќи се на кожата која најмногу страда преку зима, неправедно ги занемаруваме ноктите. И тие страдаат од студот. Оставени последни на списокот за нега, ноктите завршуваат испукани, скршени, излупени, без заштитната сјајна површина. Негата на ноктите во зима не отстапува многу од вообичаената нега. Еве ги собрани на едно место основните совети за негување на ноктите во зима. Рацете и ноктите навлажнувајте ги редовно со соодветен крем за раце. Нанесете навлажнувачка крема по секое миење на рацете. Ноктите од нозете се позаштитени преку зима, затоа што се покриени. За да ги заштитите рацете, користете ракавици. Ако мора да работите со вода подолго време, користете ракавици за да ги заштитите ноктите. Во исхраната вклучувајте многу протеини. Ова што важи за негата на рацете и ноктите, важи и за стапалата и ноктите на нив. Не заборавајте ги.